Комуналните претпријатија и локалните самоуправи го отворија прашањето како да дојдат до средства од ИПА фондовите, со кои ќе се реализираат програми од Националната студија за вода, прочистување на урбаните отпадни води, обезбедување на квалитетна вода за пиење и постапување со милта се основните работи каде во наредните години јавните комунални претпријатија мора да инвестираат. Македонија има многу работа на ова поле, вели експертот Майкл Левел, за да може да се приближи на ниво со земјите членки на Европска унија. Така, например, директивата за пречистување на урбани отпадни води, незиното спроведување во Република Македонија најверојатно би чинело повеќе од 1 милијарда евра. Најголем дел од овие пари би биле потребни за поправање на канализацијската мрежа, која што е потребна за собирање на урбаните отпадни води, и дел од овие средства секако би биле за пречистителни станици кои што мора да се постават во определени населени места. Имајќи ги предвид овие големи трошоци, затоа е многу важно сето ова да се направи колку што е можно поефикасно, со цел да не се креираат дополнителни трошоци, туку да се намали севкупниот трошок на спроведување на оваа директива. Европската унија е подготвена да ги отвори ИПА фондовите наменети за реализација на инфраструктурни инвестициски проекти за водни услуги. Прашање е само колку домашните комунални претпријатија се подготвени да дојдат до нив, вели Зоран Чона. Идејата е да се запознат, повторно ќе речам, единиците на локална самоуправа и јавните претпријатија со чекорите кои треба да ги направат за да успеат да ги реализират тие пари кои им се надофат некако. Пред се за надградба на инвестиција на инфраструктурата која тие имат, бидејќи со годините уназад е во доста лоша кондиција, а воено и проширување на истото. Министерството за животна средина во моментов работи на подготовка за инвестициска програма, од која треба да произлезе Националната студија за вода, која пак ќе содржи план за развој на комуналните претпријатија.